Добро утро, колеги, добро утро се разбира и до гледачите на утринската на Тилма, во чии што рамки се информираме и едуцираме исто така. А ова утро од терен ви ги носиме деталите за книгата Ништо случајно, која од неодамна се најде во рацете на македонските читатели. Напишана е од една инспиративна млада дама, бизнис лидерка, која за себе ќе каже дека никогаш не очекувала дека ќе напише книга, но сепак токму тоа и го направи. Велам добро утро за Нина Ангеловска-Станков. Нина, ти благодарам што си дел од утринската на Телма во еден, предпоставувам, доста турбулентен период за тебе. Да, благодарам на поканата. Голем поздрав и добро утро до гледачите. Да, значи интензивен е периодот. Вие најавивте дека книгата се најде во рацете на читателите, односно беше период на предпродажба кој што траеше околу 2 недели. Навистина имаше огромен интерес, како што кажуваат од издавачкиот центар, 3 сме ги струшиле рекордите во предпродажба на една книга и јас сакам да се заблагодарам до сите кои ја купија, до сите кои ми испратија пораки, за сите охрабрувања, бидејќи навистина ми значеше тоа во изминатиот период. А сега веќе се одржи и промоцијата на книгата и потоа книгата ќе биде достапна во сите книжарници на 3 и во сите останати поголеми книжарници низ Македонија. Во еден твој надпис посветен на оваа книга велиш дека била твој поттик за да размислиш за иднината, па какви пораки сакаше да испратиш до читателската публика преку твојата автобиографска книга? Па да, вие кажавте во најавата дека не планирав да напишам книга. Всушност, кога почнав да пишувам, тргнав да пишувам за себе, како еден начин терапевтски да кажам, да се навратам на периодите, да направам една собствена рефлексија, да ги преживам тие моменти кои што всушност ги живеев пребрзо, па немав толку време тогаш да им дадам значење. И најголемо освестување можеби ми беше тоа што во даден период кога гледав слики додека ја пишував книгата, сватев дека на голем дел од фотографиите и не се сеќавам, тоа беа различни градови, луѓе, и тоа не затоа што не биле важни, туку затоа што бев физички присутна, меѓутоа емотивно изолирана со цел да се стигне се во постојана трка со рокови, со продуктивност, улоги, патувања. И оваа книга беше точно и моја дозвола да застанам и да направам рефлексија. Кога веќе сватив дека мојот ракопис и текст може и дека ќе стане книга, тогаш почнав да размислувам, нели, односно што ме натера да размислувам за кого е книгата, беа прашањата од дел од луѓето со кои споделив. Дел прво ме прашува, првото прашање, реакција на многу голем дел од луѓето беше нели си млада за тоа. А ова прашање често го слушав во животот, а во политиката често младоста беше еден од единствените напади кој беше точен. Меѓутоа младоста не е репер за искуството, сметам. А друг дел од луѓето ме прашуваа за кого е оваа книга и кои се пораките кои што ќе ги понесат еве ова што вие сега ме прашувате. Книгата е намената за многу широка, да кажем, различни групи на читатели. Тоа не затоа што сакав да пишувам за сите, туку затоа што животот ме однесе низ толку многу различни светови, старта, политика, мајчинство, што за сите тие имав многу што да кажам, а сите тие поимаат еден заеднички именител. Тоа не е визија, не е план, не е талент, туку е подготвеност, да се препознаат можностите, да се прифаќаат предизвиците и да се работи за да се создаде околина за да дојдат тие случајности. Сега книгата може да биде за млади, за студенти, за предприемачи, за лидери, за мајки, за жени кои што пробуваат да балансираат, и верувам дека сите читатели може да понесат различна порака од неа и да се променат на различни страници. Така што ако се предприемачите може да прочитаат дека идејата е најевтиниот дел од бизнисот, дека реализацијата е скапа, дека брзината е многу важна за резултати, меѓутоа инфраструктурата го одржува растот. Ако сте жена која балансира, може да прочитате дека можеме многу, но треба и да дадеме многу повеќе од маж, дека можеме многу, но не се во исто време, и тоа не е слабост, туку е реалност, но животот е доволно долг да постигнеме се што сакаме. Ако сте лидер, ќе прочитате за микроменеджментот, бидејќи од еден, да кажем, микроменеджер кој што пробувал и се борел со микроменеджментот, за тоа дека иако доаѓа од најдобра намера, и јас верувам дека микроменеджер не се станува, туку се раѓа, да имате таа, да речем, пасија за перфекција, иако знаеме дека перфекцијата не постои. Мислам дека од друга страна, колку што имаме добра намера, понекогаш микроменеджментот го гуши тоа што сакаме да го изградиме. Ако сте некој пак кој не знае каде оди, ќе прочитате дека тоа е сосема во ред, дека патот не мора да биде однапред јасен, се додека сме подготвени да ги препознаваме можностите, да ги препознаваме следните чекори и секако да вложиме труд, работа и да учиме за да ги направиме успех. И тоа е всушност заедничкото на мојата книга.
И едноставно книгата е и за љубители на мемуари, затоа што ако сакате да читате лични приказни, ова е една таква приказна која што е без филтер, без романтизирање, без само победите, туку и за сомнежите, дилемите, што се ми поминувало низ глава кога сум ги носела одлуките, како ми било кога ми било тешко и како сум менаџирала емоции, како сум успевала да се справам со напади да ги претварам во конструктивна акција. И верувам дека ако барем еден човек се охрабри кога ќе ја прочита книгата, да направи некоја промена кај себе која можеби одамна сакал да ја направи, тогаш оваа книга ја завршила својата работа. Со оглед на тоа дека книгата е автобиографска, веројатно било неизбежно да се спомене твоето влегување во политиката, особено како прва жена министер во еден клучен ресор како што се финансиите. Дали тогаш се соочуваше со некои родови предрасуди, стереотипи и кој е твојот впечаток генерално на какви наративи се изложени жените во земјава кога ќе решат да влезат во политика? Да, значи ова поглавје всушност во книгата е четвртото поглавје и се вика во оган, влегување во оган, затоа каков е системот од внатре, какви се борбите со промени, како е да се носат тие напади од аспект како на жена. Јас претходно кога ме прашува дали сум почувствувала дискриминација кога водев бизнис од 10 години пред да влезам во политиката, кажував дека повеќе ми бил фокусот дека од дома бев научена дека треба да учиш многу, да се докажуваш, да си најподготвен и дека не се гледаше, не се чувствував инфериорно затоа што бев жена во просторија често полна мажи. Меѓутоа имав некоја, да кажем, задршка кон себе да бидам поподготвена повеќе затоа што бев млада кога го развивав бизнисот. Но кога имав прилика да влезам во политиката, таму дискриминацијата е на сосема поинакво ниво. Тоа е не е само реалност за економијата, туку е едно, да кажам, искуство од нападите кое што го доживуваме, кое што јас успеав да го претворам подоцна во мотивација за акција, односно кога излегов од Министерството ја оформивме Алијансата за родова еднаквост, како одговор на тие напади, тоа што имав прилика да почувствувам како е на жените во тој свет. Меѓутоа се уште живееме секаде, не само во политиката, секаде се уште живееме во машки свет. Факт е, кажав дека секако треба да се докажеме повеќе, да работиме повеќе од маж. Меѓутоа тоа е реалноста со која што од една страна треба да гледаме позитивно и гледаме и нашите предности, а ги имаме многу. Ева, јас мислам дека мајките се подобри во преговарање, затоа што ако успеете да испреговарате со 2-годишен темпераментен тодлер да направи нешто, зашто преговарањето е нели уметност каде што треба двете страни, односно другата страна да се чувствува дека го добила по доброто, а туку имате дете кое секогаш сака да го добие своето. Мислам дека сите тие работи ги прават жените да бидат подобри менаџери, подобро да комуницираат, имаат и тоа е докажано и со истражување, имаат подобра емоционална интелигенција, која што е клучно за лидерство. И во денешниот свет на AI во кој живееме, сепак лидерството и човекот останува незаменлив во одредени аспекти секако. Бидејќи пред да влезеш во политиката, влезе во бизнисот на само 22 години, морам да те прашам дали од тогаш до денес се променија условите што младите ги имаат за да основаат своји бизниси и еве според тебе каде е границата всушност меѓу потребата од системска поддршка и потребата од посветеност и многу работа од друга страна? Да, прво мислам дека е многу промената состојбата. Во некои работи на подобро, во некои работи има поголеми предизвици за младите. Јас кога почнав, еве кажавте вие на 22 години го почнав групер, и тоа беше со како резултат, односно потик беше чек од 300.000 денари кој што го добив кога победив на бизнис план надпревар. Денеска има многу повеќе такви прилики за младите, многу повеќе надпревари каде што може да се покажуваат, докажуваат, да запознаваат луѓе и да добиваат, да кажем, одредени средства за да започнат нешто свое да пробаат без ризик од сопствена инвестиција, нели? Во тој аспект е промената, да кажем, на подобро, има повеќе можности. Но во секој аспект животот е промена. Денес живееме во време на вештачка интелигенција. Кога јас го почнав бизнисот, интернетот беше далеку понеразвиен, а камоли вештачка интелигенција. Онлайн купувањето не беше воопшто развиено. И јас и тогаш давав совети и сега давам, затоа што сме мала земја, земја во развој. Мислам дека има многу бизнис идеи кои што младите можат да ги видат од развиените пазари, кои што се докажани, функционираат и да ги адаптираат, да видат за кој има потенцијал тука. Од однос на системската поддршка, стартапите како поим пред 15 години не беше познат термин и користен како денеска. Добиваат повеќе значение и се повеќе и владата се подразбира дека колку е важно претприемништвото за развој на економијата, за развој на иновациите и од тој аспект има повеќе програми, меѓутоа
тука и нели доаѓаат и нови генерации кои што израснале со технологија, Gen Z, кои што сакаат побрзи резултати, кои што немаат толку трпение. И мислам дека тие две работи се косат, дека за да има успех, без разлика дали било пред 15 години или денеска, потребна е упорност, истреност, многу работа, постојано учење, и тоа треба да го даде предприемачи пред 15 години, верувам дека треба да го даде и денеска. Имаме различни алатки, вештачката интелигенција се користи за да ни забрзи, да направи многу работи во наше име, меѓутоа треба да знаеме како и неа да ја работиме, како да комуницираме со неа за да го добиеме тоа што го сакаме. Така што и јас и во мојата книга пишувам за така наречениот модел на 8P на претприемништвото. Тоа се 8P кои не ги учев на факултет, туку кои после 10 години, 8 години бидување предприемач успеав јас да направам некој свој модел. И мислам дека истите тие остануваат релевантни и денеска. Тоа е да си има пасија за тоа што сакате тоа што го работите. Пасијата е клучна за да сакате да вложите дел од себе во нештото за да го претворите во успех. Тука е потенцијалот, постојаното учење, прифаќањето промени, многу важно. Потоа луѓето, затоа што без луѓето не можеме ништо да изградиме, без тимот. И сите овие работи, потенцијалот наш, кога ќе го искористиме, сите тие работи и денеска се многу важни за да бидеме предприемач. Не задолжително да отвориме своја компанија, затоа што предприемачите се потребни во секој аспект, и во корпорациите, и на државите. И благодарение на тоа јас успеав да бидам на групер, успеав да бидам предприемач во се во животот, па дури во владениот сектор. Нина, за крај на разговорот би се осврнала на најважната животна улога која што ја имаш, улогата на мајка. На какви вредности го учиш и би сакала понатаму да го учиш твојот син? И дали можеби има лекции кои што тој и несвесно ти ги пренесува тебе секојдневно? Да, мислам дека многу ја имам таа привилегија да ја од пред скоро 2 години бидам во улога на мајка, најзначајната и најодговорната улога, меѓутоа и улогата која што многу ме учи, работи кои што претходно не сум можела толку брзо и добро да ги научам. Стефан, често се шегувам дека е мојот најголем шеф и мојот најголем учител. Значи, учител за контрола. Го прочитате во книгата дека многу често сум била контрол фрик, така наречен, дека не сакам да оставам на случајности, сакам се да проверам и значат и најситните детали. И се што е во моја контрола, не сакам да го оставам на случајност. Меѓутоа, сега кога имам 2-годишно темпераментно дете, па и од пред 1 година истото е, сваќам дека не може сите работи да ги исконтролираме, дека ако сме направиле план за денос, подобро е да се препуштиме на моментот, да го уживаме, подобро е да бидеме пофлексибилни, затоа што така и ние побој ќе си поминеме, секако и детето. Потоа ме учи на трпение секако. Ме учи, јас споменав и претходно лекциите за преговарање, учам друг тип на лекции тука. И едноставно ме учи да бидам поприсутна во моментот, да малце застанам, да малку забавам. И да мислам дека тоа се лекции кои што несвесно ги учиме, а нашите клучни показатели за успех, тоа како мериме, не се мерат во бројки, туку се мерат во чувства, се мерат во насмевки. И секако да не биде сега дека мајките кога ќе слушаат ева све е тоа лесно, многу е тешко. Значи да се биде родител, да се биде мајка е многу тешко, е тешко колку што е убаво. Но сепак треба да гледаме да наоѓаме начин да се смееме и во маката, јас викам некогаш. И не секогаш ќе успееме, и тоа е во ред, и во ред е некогаш и да сакаме да отидеме на работа за да се одмориме од дома, не треба да се чувствуваме виновни. Мислам дека тоа чувство сите го имаме денеска како мајки, дека ако правам нешто друго, зошто не сум со детето, ако сум со детето ме трпи другата работа. И некако денеска со Инстаграм и со социјалните медиуми, мислам дека делува како да е потешко од порано што им било на мајките, не е, туку денеска само има некоја валидација нашите емоции, кога ќе видиме дека некој друг ги има, сваќаме дека е тоа нормално, но секој си го знае своето, секој знае што најдобро му прија на него и на неговото дете, и мислам дека секој треба да се слуша себе си. Нина, ти благодарам за овој инспиративен разговор, ќе ти посакам уште многу успеси како на професионален, така и на личен план.